Никој не заборава. Како сте? Добро ли? Добре сме, одлично. А това е говедото со хеликоптер да доведува. Кој дозволи хеликоптер? Она што сега се случи со избирачкиот список, покажа на цела Македонија и на целиот свет дека не биле само снимките, туку и бројките покажуваа дека од 2011 до денес секогаш кога можеле краделе. Краделе пари, краделе гласови. Знаеме дека тоа злосторничко здружување го раководел Никола Груевски. И не случајно е поранешниот премиер. Тој сега веќе не е премиер затоа што некој мора да носи одговорност за ваквото крадење на изборите. Прочистувањето на избирачкиот список почна и покажува дека илјадници граѓани се вишок на списоците. Инаку ќе беше невозможно во една држава да стојат 2 милиони луѓе на последниот попис, да испаѓа дека 1,8 милиони гласаат, а вие само знаете од Делчево колку луѓе се иселени. Од цела Македонија над 600.000 граѓани, најчесто млади, ама не само млади, заминаа. Сето тоа покажува дека прочистувањето на избирачки список е услов без кој не се може. И тоа ќе се направи, и тоа ќе се случи за да знаеме дека на изборите ќе бидеме сите еднакви. На такви избори, на кои нема да се краде и да се лаже, на такви избори на кои нема еден човек да гласа 10 пати, на тие избори СДСМ ќе победи. И затоа сме во Делчево да ја испратиме таа порака. Ние сме подготвени да кажеме дека промени мора да и се случат на Македонија. Нашата програма предвидува навистина многу поголема сила и многу поголема моќ да дојде во рацете на граѓаните. Не заради тоа што граѓаните секогаш барале повеќе сила, туку затоа што се виде дека политичарите не ги носеле вистинските одлуки. Нашата програма вели парите повеќе да останат кај граѓаните. И затоа велиме на Македонија и треба посилна, побројна средна класа, за да поише луѓе одлучат да останат овде. Во нашата програма голем акцент ставаме и на делот на економијата, и на делот на социјалата, и на делот на земјоделието, Тања може повеќе да каже после, и во делот на младите, и во делот на сигурните пенсии. Оние кои живеат од земјоделие мора да бидат ослободени од данокот персонален за земјоделие. Оние кои што живеат со помалку приходи мора да имаат и помалку трошоци. Заради тоа предвидуваме укинување на радиодифузната такса, затоа предвидуваме враќање на ефтината тарифа за струјата, затоа предвидуваме зголемување на минималната плата и затоа нашата цел ќе биде во следните 4 години просечната плата во Македонија да порасне до над 29.000 денари. И тоа нема да биде доволно, ама секој